Драг Любче, почитувана министерка за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, почитуван министер за здравство Венко Филипче, почитуван градоначалник Тони Делков, почитувана директорка Коцева, почитувана прва директорка на детските градинки овде во Неготино што сте денеска со нас, почитувани присутни, вработени, членовите на управните и надзорните одбори на ова јавна установа, почитувана пратенички кои што сте денеска со нас, раководители на локалните институции. И мене, како и сите пред мене, а верувам и на сите нас, ни представува голема радост што денеска присуствуваме на отварањето на новата детска градинка Темјанушка во Неготино. Ова е најновата детска градинка во државата, но ова е најубавата детска градинка во државата. Навистина убава како Темјанушка. Со ова масовно градење на детски градинки насекаде во државата, 15 за само 11 месеци, како влада, уште еднаш ги потврдуваме нашите приоритети. Грижа за најмладите со акцент на ранливите категории граѓани. Веќе подолго време сериозно работиме на зголемување на опфатот на деца во процесот на предучилишно воспитание и образование и во склоп на овие заложби и општина Неготино конечно го доби она што го заслужува и што е потребно. Детска градинка изградена според највисоките стандарди за ран детски развој, со што се зголемуваат капацитетите за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст и ја постигаат својата цел да нема повеќе незгрижено дете од општина Неготино која што сака да ги посетува градинките. Согласно мапираните потреби на општина Неготино, градинката Темјанушка, која ќе функционира како нов дел од постоечката градинка Фемо Кулаков, има капацитет да прифати 169 деца од 9 месеци до 6 годишна возраст. Следејќи ги нормативите за енергетска ефикасност, и оваа градинка ќе користи обновливи извори на енергија преку системот на сончеви колектори. Сакам да нагласам дека она што за нас како инклузивно општество е исклучително важно е што во градинката ќе работи стручен кадар, обучен да понуди инклузивен пристап и за децата од ранливите категории на семејства, како и за децата со посебни потреби, кои заедно со останатите деца ќе учат нови вештини и ќе се дружат. Изградбата на оваа градинка е финансирана од проектот за подобрување на социјални услуги, што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Светска банка. Општина Неготино е една од 4 општини кои први ги потпишаа договорите со кои добија грант за изградба на нови детски градинки заедно со останатите општини Кочани, Кавадарци и Кисела Вода. Вредноста на грантот за изградба на детска градинка изнесува 69,6 милиони денари. Сакам да го истакнам и поздравам влогот на градоначалникот, Советот и општина Неготино, која ги препозна потребите на своите граѓани и која со повеќе од 1.700.000 денари учествува во партнерното уредување на надворешниот дел од градинката, кој се очекува во најскоро време комплетно да биде завршен. Со гордост можам да кажам дека сите објекти кои се дел од овој проект се градат според високи стандарди за енергетска ефикасност и овозможуваат најдобри можности за учење соодветно на возраста. Воспоставени се и новите нормативи за градинките, со што просторот во кој децата престојуваат треба да биде уреден согласно нивните потреби за движење и поттикнување на учење преку игра. Ја користам оваа прилика да потсетам дека со интензивна и посветена работа на приближување на стандардите на живење во поголемите и помалите места, ние како заедница уште еднаш докажуваме дека се грижиме подеднакво за сите граѓани. Во оваа мисија тргнавме од најмладите, бидејќи веруваме дека е најважно на свет, токму ним, да им понудиме подеднакво квалитетно место за згрижување, воспитување и стекнување на првите знаења, кои се важен предуслов за идното школување. Ви посакувам успешна работа, директорке и вработените, на најмалите незаборавни денови, исполнети со многу радост и игра и учење, а на изведувачите на Министерството и на општината комплименти за ова велелепно дело. Нека е со среќа и да има многу жагор.